Добро вечер. Ви благодарам што сте со програмата на МТМ телевизија. Децата, членови на фолклорната секција при Детскиот културен центар Карпош Скопје, настапија на заеднички концерт со членовите на фолклорната група Македонка од Виена. Двете групи изведоа сплетови од ора и староградски песни од сите краишта на Македонија. Организатори на концертот се Детскиот културен центар Карпош и Македонската културна заедница од Виена. Ова беше првата вест со која што ги започнуваме урбаните вести. Еве што останато, ќе погледнете во нив. Нематеријалното културно наследство од Македонија и регионот, заштитено од УНЕСКО, ќе биде представено на 25 октомври во МНТ. Трибина за влијанието на информатичко-комуникацијските технологии во создавање современо образование. Министерството за образование и наука ќе додели 400 стипендии во износ од 500 евра. Во духот на прославувањето на 10 годишнината од донесувањето на една од најважните конвенции на УНЕСКО за заштита, афирмација и промоција на светското нематеријално културно наследство, се организира голем концерт на кој ќе бидат представени елементи од изведувачките уметности на нематеријалното културно наследство на земјите од регионот на Југоисточна Европа. На 25 октомври во стариот објект на МНТ ќе се одржи концерт на УНЕСКО, на кој ќе се представат елементи од изведувачките вредности на нематеријалното културно наследство на земјите од регионот на Југоисточна Европа, кои имаат впишано своји нематеријални културни добра на листата на УНЕСКО по повод 10 годишнината од донесувањето на Конвенцијата за заштита, афирмација и промоција на светското нематеријално културно наследство. На концертот ќе гостуваат оригиналните носители на заштитените духовни добра од Хрватска, Романија, Бугарија, Албанија и од Турција, а од Македонија ќе учествуваат трио Гавровски од Тетово со долнополошко двогласно машко пеење гласоечко и со бурското оро Копачка од истоимената фолклорна група од Делчевско Драмче. Од Романија ќе се представи ритуалот Калуш во изведба на млади калушари од Сарби Магура. Од Бугарија бистрички баби со специфично пеење и обреди од Шопскиот регион. Од Албанија Антеа од Валона со пеењето и со полифонија. Од Хрватска ќе биде презентирано машко пеење Клапа, а од Турција преку видеопрезентација религискиот дервишки ритуал Мевлеви Сема церемонија. Председателката на Интернационалниот совет за традиционална музика, Велика Стојкова Серафимовска, на пресконференција истакна дека процесот за да се заштити некое духовно добро на листата на УНЕСКО е долг, а во донесувањето на одлуките често има и политичко влијание. Придобивката од впишувањето на листата, како што истакна Стојкова Серафимовска, е во признавањето на посебноста на светско ниво. Заштитувањето и реафирмирањето на доброто го брендира регионот, го прави препознатлив и носи економски бенефит. Станува збор за живо културно наследство, тоа сакаме да го кажеме и тоа на еден начин оно што е убаво, бидејќи преку овие елементи или нематеријални културни добра како што се занаети, обичаи, везови, песни, ритуали, ора, различни видови на орални експресии, значи јазикот исто така спаѓа во оваа конвенција, во ова нематеријално културно наследство. Станува збор за една широка плејада на елементи кои што еден народ ги чува како колективна меморија, меѓутоа тоа не е се пишани документи, значи не станува збор за материјални, за споменици, за објекти, туку станува збор за нешто што е многу нежно и многу крсливо и што особено во ова време многу лесно се губи. Македонија во овој случај прави доста. Ние веќе работевме на јазикот, се работеше за заштита на македонскиот јазик. Потоа сите оние обиди за ревитализација на различни занаети, филигранство, слично, значи сите тоа спаѓа во доменот на нематеријално културно наследство. Нас ни е особено драго што сите земји, значи кои што беа поканети, сите одговорија. Тие испратат своји представници со навистина многу интересни елементи. Ова не е комерцијален концерт, ова е нешто несекојдневно, ова е нешто што не може да се види
на едно исто место собрани толку специфични елементи кои што се представници на културниот идентитет на земјата од каде што доаѓаат. Конвенцијата се однесува на нематеријалното или живо наследство и ги опфаќа сите практики, презентации, експресии, инструменти и артефакти, знаења и вештини кои заедниците, групите или индивидуите ги препознаваат како дел од своето културно наследство. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски, градоначалникот на град Скопје Куца Трајановски заедно присуствуваа на промоцијата на реконструираната и проширена трим патека во парк шумата Газибаба. Трим патеката е со должина од 2140 метри и широчина која се движи од 2 до 3 метри зависно од конфигурацијата. Покрај патеката се поставени 4 трим станици и на секоја од нив има по 5 фитнес реквизити, изработени од дрво и метал. Исто така поставен е и видиковец, бетонски и дрвени корпи за отпадоци, нови маси и клупи за седење, патокази и табли за нумерација на должината на патеката. Градоначалникот на општина Газибаба го истакна значењето на континуираната соработка со градот Скопје, која придонесе за враќање на сјајот на парк шумата како важен спортско-рекреативен локалитет, кој граѓаните ќе можат повторно да го користат за спорт и рекреација. Општината Газибаба исто така ќе има возможи и на основните училишта да ја користат оваа патека за одржување на дел од редовните училишни часови по физичко воспитување. Општина Газибаба во соработка со градот Скопје и Скопски плански регион ќе работат на проектот за подобрување на планската документација за одредување на дополнителни содржини за овој спортско-рекреативен локалитет, кој ќе допринесе за помасовна посетеност и користење на истиот. Направени се 4 трим станици со фитнес реквизити на кои што ќе можат да се рекреираат граѓаните. Исто така има направено и една кутичка која што ќе служи за луѓето кои што се чуварите на оваа парк шума, и на овој начин со оваа трим патека сакаме уште повеќе да ги вратиме граѓаните на општина Газиба и на градот Скопје да дојдат да се рекреираат во оваа парк шума. Парк шумата Газиба е една од белите дробови на градот Скопје, а со оглед и на близината на железарницата, така да многу граѓани ја користат оваа патека, а ние како град Скопје и како општина Газиба, збогатувајќи ги содржините и подобрувајќи ги условите за нејзино рекреирање, се обидуваме да што повеќе луѓе донесеме тука за да можат да ги поминуваат попладневните часови или во викендите. Работиме на проекти за да го вратиме сјајот на овој локалитет, затоа што еве од присуството на голем дел на денешниве граѓани што се тука меѓу вас, сите од нив што во минатото ја користеле оваа стаза, оваа патека, сега си ги враќаат сеќавањата и навистина наидовме на едни многу позитивни реакции. Втора работа што сакам да потенцирам, граѓаните од градот Скопје често пати викендите и слободните термини ги користат за посета на водно. Често пати таму се прават и големи гужви. Јас сакам да упатам апел, значи имаме многу убав локалитет кој што еве сега со пуштањето и на оваа трим патека ќе може и за спортување, за рекреирање да се користи. Да упатам апел граѓаните да ја посетат оваа трим патека и да ја користат. Исто така, општината во наредниот период ќе организира нашите основни училишта да бидат присутни овдека, посебно часовите кои што се по физичко воспитување, дел од нив да ги одржуваме токму на овој локалитет. Гимназијата Зефлјуш Марко и Центарот за развој на информатиско-комуникацијски технологии во образованието денеска организираа трибина и работилница за учениците и наставниците од основното и средното образование на ниво на град Скопје. Ке се одржат 4 работилници на повеќе теми, како мобилни апликации, Windows Forum апликации, иновации, ориентално програмирање и напредни технологии, а целта е влијанието на информатичките технологии во создавање современо дигитално образование. Повеќе за ова од прилогот на Томислав Атанасовски. Зајакнување на наставата по информатика во средното образование, зголемување на фондот на часови и ова место да добие соодветно место во образовниот процес се заклучоците на денешната трибина и работилница што гимназијата Зефлјуш Марко и Центарот за развој на информатички и комуникацијските технологии
во образованието го организира за учениците и наставниците од основното и средното образование на ниво на град Скопје. На трибината учествуваат 150 ученици, а ќе се организираат 4 работилници на повеќе теми, како мобилни апликации, Windows Forum апликации, иновации, каде учениците треба да размислуваат за иновативни идеи и нивна примена и ориентално програмирање и напредни технологии. Идејата за трибината е да се поттикне информатиско-комуникацијската технологија и иновациите во образованието. По тој повод ја организираме оваа трибина во кој што ќе бидат собрани училишта од основното образование и од средното образование. Трибината ќе биде посветена во чест на делото и работата на професорот Митруш Петрушев. Митруш Петрушев беше професор во гимназија СУГС гимназија Раде Јовчевски Корчаген и беше професор по математика и информатика. И тој беше еден од пионирите во Македонија кој што ја представуваше информатиката во самото образование. Очекувањето од оваа трибина е да се потегнат младите ученици и од основно образование и од средното образование да поинтензивно да почнат да ги изучуваат информатичките вештини и иновацијските вештини. Поточно, во денешно време, во 21 века, најбитен момент се дигиталните вештини, односно учениците треба да бидат дигитално писмени. Работилниците ќе се одржат во гимназијата Зефлиуш Марко, а заинтересираните ученици ќе имаат можност да дискутираат за информатичката област и информатичарите. Застапеноста на информатиката во гимназиското образование е мала, 2 часа неделно во прва година, а во втора година е изборен предмет. Предметот информатика треба да заземе клучно место во образованието затоа што секое работно место поминува низ тестирање од информатичката технологија. Министерството за образование и наука утре ќе објави конкурс за доделување 400 стипендии во износ од под 500 евра за посета на сертифицирани модули на постдипломските програми на Академијата за менаџери за оваа академска година, информира денеска на пресконференција министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски. Ќе бидат доделени 13 стипендии за насока стратешки менеджмент, 14 за стратешки маркетинг и 13 стипендии за финансии. За апликациите на конкурсот ќе одлучува координативно тело, формирано од представници на Министерството за образование и наука, Универзитетот Шефилд, Сојузот на стопански комори и Академијата за менаџери. Новиот циклус предавања ќе се организира во текот на викендите во ноември, со време траење од 22 часа. Секој кандидат по успешно завршување ќе добие сертификат од Меѓународниот факултет на Универзитетот Шефилд, Сити Коледж и можност да го продолжи својот образование на постдипломските програми, кои што ги организира Академијата во Скопје. Тоа, според Ристовски, е одлична можност за сите лица, кај кои постои интерес за проширување и надградба на своето знаење и база на вештини, пред се на надградба на менаџерското размислување, техниките и практиките, кои ќе им помогнат во унапредување на личниот и професионалниот статус. Основните училишта Мирче Ацев и Страшо Пинџур се избрани за учество во втората фаза од проектот на УСАИД со читање до лидерство. Во текот на процесот на аплицирање во канцеларијата на Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор, која е носител на проектот, пристигнаа вкупно 190 апликации од 65 општини од Република Македонија, а во потесниот избор влегоа 20 општини. Избраните училишта ќе учествуваат во различни активности за унапредување на јазичната и математичката писменост со цел да се подобрат јазичните и математичките вештини кај учениците од почетните оделенија, да се зајакнат педагошките вештини на наставниците, особено вештините за формативно оценување и проценка на нивото на јазична и математичка писменост кај учениците и да се подигне свеста кај целата заедница за тоа колку е важно описменувањето на рана возраст. Општина Газибабад едновиве изврши реконструкција, односно асфалтирање на улицата 2А на делот пред новата градинка Мурковче во населеното место Јурумлери.
Станува збор за асфалтирање на потек во должина од околу 100 метри, како изградба на нов тротоар по целата должина на улицата и дренажен систем за одведување на атмосферските води. Општина Газибаба исто така инвестираше во изработка на оградата за новата детска градинка која е со вкупна должина од 250 метри и висина од 1 метар и 70 сантиметри. Вкупната вредност на извршените работи изнесува 2 милиони и 200 илјади денари, а работите ги изведе фирмата Адра од Скопје. Во продолжение информација која што ќе ги интересира возачите. Бензините поскапуваат за половина денар, а дизелот и екстра лесното гориво за 1 денар, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евро Супер БС 95 ќе изнесува 78,50 денари, на Евро Супер БС 98 ќе биде 80 денари за литар. Евро дизелот ќе се продава по 70,5 денари. Стралесното масло за домакинство 59 денари за литар. Малопродажната цена на мазотот се намалува и ќе изнесува 40,5 денари за килограм. Троен 100% ракометен триумф на нашите представници во машка и женска конкуренција во ракометната лига на шампиони. Кошаркарите на МЗТ Скопје го претрпеа и вториот пораз во четвртото коло од АБА лигата, каде загубија на гости кај ЦДВ со 77 наспрема 67. Меѓутоа, пред да ги слушнете и останатите вести од спортот, погледнете ги рекламите.